Великденски корпиња украсени со пајчиња, пилиња, јајца. Обоени великденски јајца со најразлични бои и техники. Вкусни великденски колачи и погачи се во знакот на престојниот празник Великден беше изложено на великденските панаѓури од неколку основни училишта. Во Општинското основно училиште Гоце Делчев велат дека овој традиционален панаѓур е еден од најмасовните и најпосетените. Национално се организира великденскиот базар на кој што учествуваат нашите ученици со нивни изработки, подпомогнати од нивните наставници и нивните родители. Великденски изработки за великденскиот базар. Наставничката Виолета Пепелјуговска, таа се, не знам како да кажам, таа ни помогна, таа ни нареди, мислам, и ние ја слушаме. Направивме различни изработки лични од деца и има и различни јадења. И сакам сите пари ќе се потрошат за училиштето. За овој ден подготвивме многу изработки. Еве, како што гледате, има малку изработки бидејќи многу ги продадовме, пошто беа заинтересирани муштерите. И еве како што гледате, има се тука еве зајче памучно и тука за на комода, за на телевизор си имате вакво се. Во Општинското основно училиште Кире Гавриловски Јане велат дека средствата од великденскиот панаѓур ќе бидат повторно наменети за набавка на материјали потребни за образовниот процес. Воодушевен сум од соработката со родителите и нивната желба да се вклучат во манифестациите и активностите што ги организира училиштето, како што се великденскиот панаѓур, новогодишниот панаѓур, денот на здравата храна и така натаму. Овогодишниот великденски панаѓур е со цел да се истакне креативноста пред се на учениците, но и на нивните родители и наставници, а од друга страна пак кај учениците го поттикнуваме предприемачкиот дух, со што задоволуваме повеќе страни од она што сакаме да го реализираме. Собраните средства од овој панаѓур ќе бидат наменети како и секоја година во договор со родителите за подобрување на наставно-образовните помагала, за воопшто подобрување на условите за работа. Општинското основно училиште Климент Охридски оваа година прослави 5 години од организирањето на великденскиот панаѓур. Панаѓурот е поддржан и од неколку граѓански здруженија кои им помогнаа на учениците во креирањето на великденските украси. Новитет е оваа година што имаме и соработка со повеќе други владини организации, како што е невладината организација под малкото од Инфосега, а исто така имаме и соработка со Детскиот едукативен центар БТИЦ од Љубљана, Република Словенија. Што значи сите овие изработки кои што се сработени од вредните раце на нашите ученици, нивните родители и наставниците, се овде на продажба за да најдат своје катче, да ги украсат домовите на нашите ученици, на нашите родители по повод великденските празници. Инаку средствата кои што ќе бидат собрани од овој продажен, значи предвеликденски панаѓур, ќе бидат наменети за набавка на LCD проектор за потребите на употреба на информатичко-комуникацијска технологија во наставата за потребите на нашите наставници. Инаку оваа активност е дел од проектот од Министерството за образование и наука заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Великденски панаѓури се организирани и во другите основни училишта во градот и населените места.